И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука. Во моментот сме на вебсајтот vozi.com, каде што подесени ни се филтрите за коли до 1000 евра. Ке снимиме значи за 1000 евра, да видиме што има во понудата за 3000 евра, за 5000 евра, 10 и за нешто погоре, за полуксузната категорија. Ќе одиме сега со најекономичната, дури не знам колку е паметно да се земе оваква кола, ама ајде ќе разгледаме да видиме што има. А пропратно и ќе видите и vozi.com како функционира и колку е добар вебсайт. Еве на почеток што има, значи за околу 800 евра некој Ford Mondeo, Fiat Brava, некој Tico, дури од 94-та има некој Seat Toledo, Opel Astra од 97-ма. Исто нема да одиме многу страници надоле, ќе одиме од првата и по мој избор нешто, еве да речеме јас што би одбрал од оваа категорија. Некој Twingo, Polo, Punto, уште едно Twingo, да не одам толку брзо. Имаме и Opel Corsa, и горе-доле тие се колите што се од овој ранг Шкода Фелиција. Така да од сите овие, јас веројатно прво би кликнал, прво би го разгледувал, може би, и Twingo е доста старо, ама ајде да го видиме. Во однос на тоа какво е унатре, барем да разгледаме. Едно мало градско возило кое што веројатно ќе ми врши работа само за низ град, у градските гужви, и се надевам дека е у некоја добра состојба. Еве во описот што се пишува, купено во Македонија, одлична состојба, цена 800 евра и не е фиксна. Цена со регистрација цела година 950 евра и таа не е фиксна. Тоа е во однос на Twingo-то. Но нема се задржувам многу на оваа категорија, така да ќе одиме на нешто поинтересно сега. И ви препорачувам, ако веќе купувате кола, да подсоберете нешто плюс за нешто малку поквалитетно. Еве сега ќе ги подесиме филтрите да бидат од 2,5, само една секунда, морам прво ова да го сменам, од 2,5 до 3000 евра. Да видиме во оваа категорија што би одбрало на првата страница. Peugeot 406 прво гледаме, Opel Corsa D, Fiat Pandите се тука, у тој ценовен ранг, Volkswagen Fox, Renault Modus, Peugeot 1007, овие се интересни бидејќи вратава се отвара, лизгачка врата има. И веројатно и тоа би го разгледувал прво чисто ради уникатноста. Дури имаме и Smart, кој е за Smart или кој е за Mini. Некој е BMW тројка од 2002, некој што е љубител на оваа генерација на BMW. Јас знам ги има доста, па и на вакви Opel Astri. Ова е Cabrio. Opel Corsa од Авточајка, кој што јас ги имам посетено, можам комотно да ви ги препорачам, бидејќи имаат и квалитетни и половни возила. Имаме и уште едно смартче, али за четворица. Тука веќе, значи, во овој избор нешто ќе ми биде по-тешко да изберам што прво би гледал, али ајде ќе го одбереме прво што го спомнав од 2006-та Peugeot 1007, баш да го видиме, како едно коцкасто мало градско возило кое што чудно изгледа, али штосно, интересно. 145.000. Нормално сега кубо дојдете и разгледате си го возилото, ако не сте многу стручни, па и со мајстор, бидејќи половниве возила, ако не се разбирате, ќе ви треба барем некој што малку повеќе се разбира да ја види убаво колата. Еве го и описот на огласот, увезена од Германија. Све што има клима што е најбитно и сите овие пропратни работи што треба да ги има. 1.4 бензин, 75 коња, би требало да е окей.
Ајде сега да одиме на друга категорија, уште поинтересно, како што спомнав, ќе видиме од 1000 евра, од 3000 евра, од 5000 евра сега следно. Тука веќе нешто поинтересно може да се најде. Ќе ги подесиме филтрите од 5 и 4,5, тука негде измеѓу да биде. Ајде да видиме што имаме во оваа понуда. Suzuki Swift, малоградско возило, доста интересно на лик. Opel Corsa D, со редизајнот малцете, фаровите се поубави. Што има друго? Има и Opel Astra тука, и Seat Ibiza, Mazda двојки, па дури Opel Astra J. Добро, веројатно и тоа би го кликнал прво за гледање, може би Мерцедесов B класа. Seat Mi од 2013, ако сакате па нешто по-ново годиште да ви биде колата, исто може да се размисли. Ford Fiestите се тука. Citroen C4 Picasso, добро. Од овие што прво мене ми фаќа око, веројатно Астрата или Мерцедесот. Ајде ќе одиме со Мерцедесот. Некој огласник од Кочани. Еве да видиме на слики. На vozi.com мора да има слики, мора да има и цена дадено, па дури имате еве и рата за лизинг колку е за некој ако сака да си ја купува на рати, да си знае дали може месечно да си го издржи тој товар, еве да речеме 117 евра во случајов. Убави се Б класите и пак ете како бренд си возите Мерцедес, убава кола. Да видиме што вика во описот. Мерцедес B класа, 180 седи, 109 коњски сили, авангард ниво на опрема, еве опремата, све што поседува, паркинг сензори, кожни седишта, панорама, серво клима, све останато што си треба да си има. Реални 190.000 км вика. Огласувачот е Уникар полни автомобили. Добро, фино количе. Одиме сега да видиме за 10.000 евра што имаме актуелно. Еве ќе ги подесиме од 10. За разлика од другите овој вебсајти за продажба на коли, значи волку во детали филтри нема никаде, само на vozi.com можете дури за 500 евра што се вика ценовен ранг да си подесувате, еве како што сега што направив од 9500 до 10. Да видиме што ќе ми извади. Што би одбрал од оваа категорија. Тука веќе станува се поинтересно и потешко за избирање до душа, бидејќи изборот е поголем и поинтересен. Passat Caravan, значи некој што ќе си патува многу со фамилија, и Volkswagen Golf Caravan, исто така од Автоплац, од Автобарон. Peugeot 2008-ците се тука, негде со цена, Honda Accord, кој што ми се свиѓа доста на изглед. Може би оваа ќе дзирнеме како омилена до овој ценовен ранг. Имаме и Citroen C4 Cactus. Интересна боја, двотонска, тоест не е ни двотонска, црвена е со овие елементи што секој кактус ги има. Во црна боја, црни банташи, доста интересно. И дури 148.000 км, што не е многу голема километража. Што има друго? Еве нешто поново, Citroen C3 од 2020 и 2019. Ова е бензинец, ова е дизел, како сакате, на вас оставам што е попаметно, ја ви одбил бензина кога возам низ град. Citroen C Elise понов. Од Multicars, кој што ги имам посетено и би ви ги препорачал исто од добар автоплац се. Имаме Chevrolet Captiva, Citroen C3 и они имаат некој. А ако сакате да си возите луксузен Mercedes-Benz ML, не знам зашто ама уште држат вака на лик. Интересно изгледаат, луксузно изгледаат и веќе може човек да си ги дозволи, али
Ете, убаво проверете го, 314.000 км има, така да дали вреди оставам на вас да си одлучите. Volvo се прекрасни овие V40, набрзо ќе снимаме на еден тест со Volvo V40, така да стиснете subscribe, ќе имаме тест од вакво едно возило. Autodanska е огласувачот, исто така доста добри коли има. Од овие сите што би одбрал по мој вкус некој? Ајде да го отвориме ова Хондичево. 2.2 ID-Tech 150 коњи. И ова е веројатно увезено. Еве го на изглед. Како што напомнав, мора да има слики, мора да има цена. Еве ратата 220 евра некоја која купува на лизинг. Увезено, значи, од Швајцарија. Добро, одржувано навремено, гаражирано веројатно. Екзекутив ниво на опрема и еве све што има од опрема, вака доста голема листа има наброено. Ето така, тоа беше до 10.000 евра. Веројатно некој би купил и наместо да биде од 2010 и од овие поновиве, што може би е попаметно, така да оставам на вас. Идеме сега да видиме коли што се луксузни. Ќе стиснеме сега, ајде, ќе одиме со највисокото, колку ќе дае до 250.000 евра, а долниот дел ќе го ставиме 50.000 евра. Од 50 до 250, баш да видиме што има и што би одбрал од понудените. Q8 имаме од 2020, 83.000, A6 од 2020, 50.000, Porsche Cayenne 130.000, Porsche Cayenne S V6 мотор со 440 коња, BMW X Drive 50, 516 коња, електричното BMW. Од Maxi Cars имаат и Porsche Panamera, S-класа од 2018, Porsche Taycan Turbo S, што многу сакам вакво нешто да поседувам, веројатно овај би го кликнал, само што малце мака мачиме ние у Македонија со полначина струја, така да дури некој што има пари многу и би го земал, ќе се фрустрира малце за тоа кај да го пуни. Mercedes-Benz GLE, уште еден Cayenne погоре. 2023 Volkswagen ID4, скоро нов. 2020 Mercedes-Benz AMG GT PS3 верзијата. Еве ги понудите и од AutoWelt има на vozi.com, можете да ги видите. Од сите овие, бидејќи го спомнав Taycanот, него ќе го отвориме. Да го видиме барем на слики малце. Ево го, прегов е. Прегува боја. Со овие жолти кочни клешти доста интересно малце разбива, заедно со знакчето, логото на Porsche. И задницата е одлична. Карбон ретровизори. И доле исто, еве внатрешноста преубава. Уживанци. И ова уживанција секако си кошта 160.000 евра, меѓутоа за некој што има пари, би била интересна играчка ова. Автомобил со цена како нов, 260.000 евра е на ново, ако сега се купи у 24-та, а вака ви е 100.000 евра, а има поминато, колку рековме, 50.000 километри, што е одлична сделка вака, барем по ваш очито. Фала ви дечки на вниманието, слободно ве поканувам да го посетите еве го вебсајтот на vozi.com, има многу услуги што можете алатки да си проверите, не само коли, еве и мотори има да си подесите ако сте љубител на мотори. По продавници можете да си бирате автоплацови, да видите нивните автоплацови, што нудат. Еве кај што бев Autoswiss во Охрид, нивните плацови, нивните коли можете да ги видите. Ова го имаме и возено на YouTube каналот, може би сте го вишле, Opel Адамот. Така да има многу алатки.
Можете да си креирате продавница ако веќе вие го работите овој бизнис, имате коли. Еве ги услугите, све што овозможува, значи како што кажавме, бесплатно огласување, лизингот да го пресметате. И за трошковите за регистрација можете да проверите колку би ве коштало, да направите споредба, предност на возило и така натаму. Ви благодарам уште еднаш за вниманието, стиснете subscribe, во иднина ќе има многу автоплацеви на мојот канал, ќе видиме и неколку тестови на коли, можеби и некои автосалони ќе посетам, така да ќе има интересен материјал, интересен контент, ако ве интересира автомобилизмот и ситуацијата во Македонија во однос на половните возила, стиснете subscribe и ќе гледам да ве информирам колку што е можно почесто. Поздрав и се гледаме во наредно видео.